Добра вечер, почитувани гледачи. Време е да заспи ако можеш со Драга Милосављевиќ и Горан Момировски. Ова е емисија која што оди додека другите се дома и одмараат или прославуваат во разни ресторани и така натаму. Вечерова наша гостинка е една исклучително важна дама, голем експерт за Европската Унија, господината Малинка Ристевски-Јорданова. Добра вечер. Добро вечер. Се насмеавте на голем експерт, предпоставувам. И на дама. И на дамата. Не. Не се согласувам и за двете работи. Вие сте долги години во процесот, би рекол, поврзан со евроинтеграциите на Македонија, евроинтеграциите кои што за жал тапкаат во место, никако да трнат напред. И последниот самит на Европската Унија, впрочем, тоа го покажа прилично јасно. Да, само ова е еден претекст кој што веќе се повторува со години. Јас едно време веќе кажав, ама не ме викајте веќе во јуни и во декември за секој заклучоци. Ама сега веќе се смени ситуацијата, има една малку поголема група и станува поинтересно, но не подобро за нас. И оттаму е важно ова да се продискутира, особено што има висок степен на разочарување од тоа како се одвиваат работите за нас и за целиот регион. Кога велите има поголема група, зборите за поголема група проблеми, поголема група на земји кои што се против проширувањето? Поголема група на земји кои што се во процесот на пристапување. Значи, ние се до ова па до оваа есен, досега имавме во пакетот за проширување, ги имавме државите од Западниот Балкан плюс Турција, која веќе практично никој не ја ставаше во контекст на проширувањето. Почина човекот што ги започна, нели, како беше тоа, добивањето на кандидатскиот статус што го потпишал, веќе почина човекот од Турција, да. Како и да е, Турција веќе не е во видокругот и таму веќе се други односи меѓу Унијата и Турција, но она што руската агресија врз Украина го смени е што имаме три нови држави во пакетот: Украина, Молдавија и Грузија. И сега кога ќе го погледнете целиот тој што се вика пакет за проширување, оваа година е различен од другите и ова обично не го забележуваат многумина, само ние што гледаме и во деталите редовно секоја година, ќе забележите дури дека Западниот Балкан сите го споменуваат Западен Балкан. Не и посебно државите и после посебно не водат источните кандидати, туку Украина, Молдавија, Грузија и Западниот Балкан. И сега ова е сменет пакет за проширување, смената група, на која што на преден план излегоа Украина, Молдавија, Грузија, а во втор план се сите држави од Западниот Балкан, кои што и не мрднаа во процесот, ни една од нив, практично, ни формален чекор да направи напред ова есен. Добро, но некој ќе рече дека одлуката за Украина пред се, меѓутоа и за објективно и за Молдавија и за Грузија е геополитичко прашање. Украина се најде во војна, Грузија и Молдавија се исто така загрозени од Руската Федерација. Европската Унија силно заедно со целиот западен свет тргна да ја помага на Украина и некако за многумина тоа е обяснувањето дека тие просто мораат да добијат нешто, макар и еве кандидатски статус, за да се покаже дека Европа навистина стои со нив. Тоа е точно. Мислам, мотивот е главно геополитички, требаше да се покаже единство, додуша малку сега се разниша, меѓутоа пак е изолирано, само одредени членки, и тоа е многу јасно. Геополитичкиот интерес е тој што доминира. Геополитиката е таа што доминира, меѓутоа основното прашање иако изгледа како Унијата да се труди да постигне рамнотежа меѓу геополитиката и системот на заслуги, нели мерит системот. Тоа не го велиме само ние, туку го велат многу аналитичари од Брисел и држави членки, сепак тоа не се постигнува. Значи, геополитиката е таа што доминира, а мерит системот трпи. Односно, веќе
не постои практично мерит систем. И тоа е главниот проблем, затоа што тоа е пораката што се испраќа и што го доведува во прашање основниот принцип на владење на правото, односно имплементација на принципот на владење на правото во сите држави кандидати. Околу мерит системот, мене ме интересира, ако почнеме историски, нема да одиме премногу далеко, меѓутоа своевремено ние одевме на варијантата дека ние и Хрватска отприлика ќе одиме заедно, иако уште тогаш беше тоа се чини безсмислено. Потоа зборувавме само да не се паднеме во ситуација да бидеме заедно со Србија и Црна Гора кои што заостануваат и така натаму. Потоа дојде моментот кога бевме само со Албанија да не заглавиме, овие другите отидоа напред. А сега веќе влеговме во фазата дека и Албанија е сепак понапред, ако е, формално е. Токму така и сега не ставаат тие велите како Запад е Балкан заедно со земји кои што и објективно, ако сме реални, поназад се од нас, меѓутоа земји кои што ние сметавме, можеби наивно овдека, дека се толку многу далеку од нас во смисол на напредок некаков демократски, правен, каков сакате, што ќе им треба децении после нас да дојдат во некаква состојба да преговараат или нешто, а еве сега според и вашава констатација тие се порамнети со нас. Геополитиката едноставно тоа го смени. Значи не беше перцепцијата таква само кај нас, туку беше таква перцепцијата и во државите членки на ЕУ. Да се подсетиме, само пред неколку години Холандија имаше референдум на кој што ја отфрли спогодбата за асоциација со Украина, а потоа беа наоѓани начини, како секогаш кога има политичка волја, таа сепак да се подпише, а не ни стануваше со цврста гаранција дека нема да се отвори перспектива за членство. Еве и тоа се смени. Меѓутоа сега се менува и перцепцијата за тоа колку всушност тие држави се поназад или понапред од нас. Дури ако ги погледнете извештаите, да, ќе видите дека се во степенот на подготвеност во доста области малку поназад, меѓутоа не е недостижно по оценките да стигнат брзо ако има застој во Како е тоа возможно? Господаристичка, како е тоа возможно? Затоа што и условите што се поставуваат едноставно прагот им е понизок. Ако ги анализирате вие условите што се поставени за Украина, Молдавија и Грузија и Босна и Херцеговина, ќе видите дека за Босна и Херцеговина се многу потешки, многу пообсежни, отколку за овие држави. Ние често не обраќаме, односно јавноста не обраќа внимание на тоа, бидејќи има многу детали. Многу е важно како се формулираат условите. И ние велиме само исполнила од 7 приоритети 4. Како ги исполнила, како се... Значи, едното е начинот на кој што се поставуваат, самата содржина на праните, и второто е оцената дали се исполнети. Кога има политичка волја за напредок, малку се разлабавени тие критериуми и тоа се покаже и сега. Додуше сега и за сите услови што беа поставени, комисијата немаше констатирано дека се исполнети, во меѓувреме се исполнија некои, како се исполнија веќе друго прашање, но факт е. Значи постапката одеше забрзано, затоа што имаше политичка волја, условите беа многу да кажам помалку строго поставени. За ова можат и да спорат и веројатно ќе спорат од Европската унија официјални представници, но можеме да читаме и можеме да дебатираме, да. Ако е отворена дебатата. Ја спомнавте два пати многу важно прашање, ќе го поставиме малку подоцна. Зошто ние се решиме да ја повикаме во емисијава, иако вие согласно рековте претходно не ме викајте кога има стандардна процедура во Брисел. Ова што се случи сега во Брисел има далекосежни последици не само по целиот процес на проширување, има последици по македонската ситуација. Денес имаме анкета на Институт за демократија, чинам дека од младите од 18 до 24 години половината не се завлез во Европската унија, што за мене беше навистина шокантно. Да. А ние ја сум 22-3 години да речеме како новинар го следам процесот и ова е за прв пат ситуација во која што јас лично не можам да проценам дали ние толку многу сме сгрешиле, дали Европската унија е толку многу збунета, дали Европската унија не сака да не
пушти да одиме понатаму, дали толку сме геостратешки неважни за Европската унија. Навистина сум збунет. Претпоставам дека и владата е збунета од ова што се случува. Владата не би требало да биде збуната. Владата ги има сите институционални механизми и ресурси, би требало да ги има сите ресурси за да направи анализи и да пристапи многу ладно и рационално во целата работа. Нашата, мојата, твоја и така натаму збунетост на една генерација која што беше по ентузијастичка во однос на ЕУ, навистина се врши околу прашањата дали ние погрешно ја перцепиравме Европската унија, дали таа беше иста тогаш како што е и сега, дали бевме премногу наивни, па животот не научи дека не треба да бидеме, или сепак нешто друго во прашање е сменето. Веројатно има вистина и во двете, но многу работи се сменети, сменете светот од тогаш, многу работи се сменети и во Европската унија. Тие самите не случајно ја утврдуваат потребата од реформи поради тоа што веќе во некои политики се дојдени до ситуација да не можат да одат понатаму. Оттаму веројатно да, сменети се условите, но ние нити порано, нити сега не требаше да бидеме наивни и навистина да знаеме да проценуваме оваа реал политик што ја викаат. Оттаму веројатно владата и премногу ниско ги проценила нашите можности веројатно, имајќи ги предвид интересите на државите членки, кога се согласила на условите пред 2 години. Знаете што збунува, господја Ристевска? Велите светот се менува, сите треба да го сватат тоа, особено оние што водат држави. Ако во свет што се менува, ние не се менуваме, тоа значи дека ние не се сообразуваме со новите околности. Ако ние стоиме во место, не ги правиме вистинските потези, или не сме во состојба да ги направиме. Сега тоа е едно друго прашање. Јас не сум од оние што и покрај целата ваква ситуација ќе констатира не сме во состојба и не можеме. Значи, ние и сме можеле да направиме многу, и сме направиле, да не се враќам на 50 години наназад и 30 години назад, за да се вратам на куси периоди, што би рекла мојата колешка, и тоа периоди во кои што биле различни влади на власт. Значи, имаш период од 2003 и 2004 година до 2008-2009 година до визната либерализација, кога навистина се гледа и фактички многу работи дека се направени од европската агенда, која што истовремено била и домашна агенда. И проблемот е кога тие работи едноставно се одвоија една од друга и кога оваа домашнава агенда, кога на прв план во европската агенда дојда овие услови кои што немаат врска со реформскиот процес и она што го сакаат граѓаните или мнозинството од големото мнозинство од граѓаните и домашната агенда. Кога ова дојде на преден план, а за тоа е голема и одговорноста на Европската унија, тогаш ова другово за жал страдаше и тоа во нашиот пример е најочигледно, практично се она што се случи со кривичниот законник и така натаму го покажува тоа назадување. Ние условот кој што беше многу услови кои што биле направени сме ги имали порано. Значи ние го менувавме уставот не еднаш за барање на соседите. Направивме многу други такви отстапки. За името долго време се бараше решение додека конечно не се направи отстапката. Меѓутоа, мислам дека критичен момент е кога Европската унија по промената на името не го исполни своето ветување и тој момент е критичен не само за нас, туку и како порака за целиот Западен Балкан. И мислам дека ова недоволно се проценува во Европската унија, бидејќи и тие размислуваат од председателство до председателство, од еден изборен циклус до еден изборен циклус. Секое председателство сака да направи некој успех. Успех за Франција тогаш беше отпорање на преговорите со Македонија и Албанија. Немаше што друго да се покаже. И
понекогаш мислам дека си ги подценуваме собствените можности. Тука е навистина работа на проценка. Едни ќе ви кажат не можевме повеќе. Други велат можевме повеќе. Пак ќе ви кажат па чекај заглавени бевме со името толку време што добивме, дај поарно да попуштиме. Ама проблемот е што овие отстапки сегашни водат во еден процес на пристапување во кој што тие доминираат натаму и Бугарија има основ во целиот тек на процесот, има основа во целиот тек на процесот да дава забелешки кои што не се секогаш поврзани со стандардите, иако она што го направи е практично да вметна дел од тие услови во кластерот темели, што по мене е уште поголема компликација. Тука има две позиции. Едната е на бугарската министерка за надворешни работи, а втората е на вице-премиерот за интеграција Маричич и министерот за надворешни работи Османи. Бугарската министерка вели не е само уставот промена, имате вие таму и други услови, содржани во протоколите. Маричич тоа го отфрла прилично вака лесно да речам. Османи вели не е така, во заклучоците немате тема протоколи така натаму и така натаму. До кои заклучоци? Колку што имав можност на кратко да ги слушнам, значи има заклучоци од Советот на министри, да. 12. Мислам дека на тие заклучоци зборувам. Не, тие мислат на заклучоците од Европскиот совет. Од заклучоците за Европскиот совет има дел за Украина, Молдова, Грузија, Босна, кои што беа одлуки на маса, и има една реченица за Македонија, и таа е да, точно, ќе биде продолжени преговорите кога ќе се смени уставот, се надеваме што побрзо, нели? Меѓутоа има една реченица во овие заклучоци која што вели Европскиот совет ги поддржува сите заклучоци од Советот на ЕУ, значи од оние министрите што претходно ги донеле, се повикува на сите претходни заклучоци и практично тоа е повторување на ланските више или пред 2 години заклучоците, кога е јасно повикувањето не само на уставот, туку и на протоколите и врската во преговарачката рамка, исто така со протоколите. Значи, тоа се игри на зборови. Ништо не е сменето во бугарската позиција. Бугарија си ги вгради она што го бараше во процесот. Преку преговарачката рамка и преку заклучоците. Сега, тие заклучоци Европската унија се ги повторува. Ги повторува, евентуално може да направи мали или големи измени, кога има тектонски промени, вакви како што беа за Украина. Она што мене ме, да речам, изненади, беше што за Македонија има реченица во овие заклучоци на Европскиот совет. Тоа е на шефови на држави и влади, во кои што се потенцираат уставните измени, и тоа е резултат на лобирањето Бугарија. Дефинитивно. Затоа што немало потреба да го направат тоа. Тие велат, ги повторуваме заклучоците, немаше одлука, немаше ништо. Велат ги повторуваме, односно ги поддржуваме заклучоците, ги повторуваме на Советот за министри. За Албанија нема ништо, за другите нема, дури за Србија нема ништо. А за нас има реченица. Ова е многу интересен момент што никој не го забележа досега. Да не се чудиме. Значи, ако нашите официјални представници лобираат за тоа, исто како што лобира Бугарија, па ќе го има тоа во заклучоците. Значи, главниот проблем со ова решение околу уставните измени беше што тоа е основната заложба на нашата влада. Нашата влада е наш представник во меѓународните односи. И кој ќе се бори за вас во меѓународни, мислам, друга држава членка? Не ве разбрав. Мислите дека македонските власти лобирале или воопшто не лобирале? Македонските власти се залагаат за уставни измени и бараат поддршка од државите членки на ЕУ за уставните измени. И во тој случај воопшто не е чудно што ги има во овие заклучоци ова барање, затоа што Бугарија може да нема согласност, во секој случај таа не лобира контра тоа.
Да, тоа се подразбира, тоа е нивни интерес. Контра да. тоа, значи, веројатно Бугарија лобира, сигурно Бугарија лобира. И во тие услови кога нели се води битката за Украина, тоа се поминува и си стои тука. Но зашто господината Габриел, пак морам да ве вратам на изјавата на министерката за надворешни работи. Лично беше брутална во незината изјава, или јас така ја доживувам. Вели имаме јасна позиција пред целата Европска унија, како Бугарија, и вели ние сме земја членка и како такви со нашите барања за R.M порачуваме дека кога сакаш да бидеш членка на Европската унија, мораш да ги исполниш опските што самиот си ги презал. Ова е тоа што вие го зборувате, не само што си ги презал, туку инсистираш на тоа, што е малку чудно, од друга страна. И ги обвинуваш сите други, дека се против, дека се на некоја друга страна и така натаму. Што е многу чудно. Од друга страна, го спомна Горан Маричич, и вие рековте дека се работи за игри на зборови, затоа што тој вели уставните измени што треба да бидат донесени во Македонското собрание се единствен услов за да се отвори кластерот. Тоа во принцип е точно. А тоа во принцип е точно. Меѓутоа, за да се отвори кластерот. Меѓутоа кога некој ви вели дека тоа не е тоа, значи во случајот имавме ситуација кога господата Гавриел ни вели 2 дена после како се вика советот на ЕУ, вака ви стојат работите и потоа вие одговарате убаво, тоа бил политички став на Марија Габриел, зарем се на светов на политиката не е политички став, впрочем. Тоа бил политички став на Габриел. Ние, владата си се концентрира на секој следен чеков, што би рекла како што напиша веќе во една ланска колумна, не би рекла колумна, анализа. Салама, тактика салама, позната. Значи, да се проголта парче по парче од нешто што тешко се голта. И тоа е во политика позната но обично тоа ви го прави противникот. Не, тоа се прави го прават носителите на политиката кога се соочени со нешто што треба, што е тешко, да се проголта и се сецка. И сега да ги сецнеме уставните измени, па после ќе тераме понатаму како ќе тераме. Во кластер 1, со протоколите, со едно со друго, ќе биде некако. Но немаме решение. Ова е само почеток. На почетокот. Значи, процесот е таков со методологијата, што буквално можат да ви стават цопка на секој чекор. Еве го примерот и со отворањето на кластерите. Значи, за отворањето на кластерите треба да има да бидат задоволени одредниците за отворање. Одредниците за отворање се и веќе е кажано во преговарачката рамка дека треба да бидат патоказите. Патоказите за владење на правото и јавна администрација. И тие патокази треба да се усогласат, би требало и овде да бидат предмет на јавна расправа прво, а никој не ги видел. И потоа треба да поминат во Советот на министри на ЕУ, според сегашнава методологија. Че во тие патокази се многу работи од протоколите што ги бараше Бугарија. И допрва ќе видиме што има таму и што Бугарија ќе бара да има и на кој начин тоа ќе го оствари. Сега, еден од големите проблеми, да вратам на поголемата слика. Еден од големите проблеми на проширувањето, на постапката за проширување е токму таа можност да се блокира до крајот на патот. Она што го уредуваат примарното право на Удијата е само дека држава членка европска може да побара и Европската унија ги определува условите и на крај се подпишува договор за пристапување кој што треба да го прифатат сите членови. Како рече Орбан, прифати зашто ме убедија дека можеме 70 пати да блокираме Украина. Така рече Орбан. Некаде и сметките на Министерство во наше се отприлика толку исто блокирање. И ако тоа остане така, а експертската група во септември франко-германска предложи тоа да се смени, ако сакаме да има воопшто можност за забрзување на процесот, тогаш нам можете да замислите што ни предстои со сите тие 70 можности. Ние сега зборуваме за почетокот, а
Каде се сите оние стапки потоа во сите можни поглавја? Оти проблемите што се во протоколот и кои што Бугарија ги поставува, ќе се постават низ повеќе поглавја. Не само низ кластерот темели, и низ други поглавја ќе се постават. И статистика, и образование. Образование порано се отворало и се затворало за еден ден. Сега не можеш ни да го затвориш по новата методологија. Значи, оваа концентрација само на почетокот на преговорите создава една извртена слика. Од друга страна, за политиката е прагматична. Полесно да се едно по едно да се решава проблемот. Но факт е дека оние проблеми кои што се наметнуваат со позициите на Бугарија, што впрочем го кажа и сите странски независни организации. Го кажа и ЕСИ, го кажа и Центарот за европски политики Брисел, и ЦЕПС, дека се го кажа и ФУРЕ, како аналитичар за ЦЕПС, дека тоа се невозможни услови. Никој практично независен не кажа дека тоа се услови кои што можат лесно да се исполнат. Сите кажаа невозможни се условите, надвор се од стандардите. Ама тоа политиката прагматично го остава за понатаму и ние се повеќе и повеќе се гушиме во тие проблеми. На тоа укажавме уште пред 3 години, дека главната опасност не е дека ние се плашиме од нашиот идентитет, па да се обвинуваме, ти се плашиш дека ќе изгубиш македонштината, ти си уплашен македонец. Главниот проблем е што ова ти наметнува една агенда која што реално не е агенда за европска иднина. Не е агенда како да имаме подобри услуги, како да имаме подобра јавна администрација, како да имаме подобро владење на правото. Дури, не само што не се менува кон полесно тој пат, туку, еве го примерот на Албанија, ветото или блокадата, не е нека отворено вето, ама блокада што ја постави практично Грција, тоа веќе не се зборува, нели, одвојувањето Македонија и Албанија. Она што практично се случи е кажаа дека Грција го блокирала писмото од Европската Унија за да ги прати патоказите. Мислам, наместо да се олеснува процесот, сега се даваат можности да се блокира писмо, тоа е еден таков да кажеме меѓучекор, да се побараат патоказите административен чекор од практично државата. Се поставуваат нови услови, има некој правилник таму. Малку е облик на живување, ако сме реални. Јас пак ќе избегнам да употребам зборови кои што нас ќе не натераат на емоции. И јас сум емотивна. Добро. Ама не сакам да ги користам тие зборови затоа што со тоа ништо не постигнуваме. Ние ќе си се нервираме, ќе бидеме фрустрирани и нема да ја отвориме реалната дебата. Реалната дебата е луѓе што потоа. Значи, затоа ве повикавме во емисијава. Затоа ве повикуваме во емисијата, тоа што сме збунети, тоа дека ситуацијата продолжува што кажувате потешка од тоа што јас го мислев, да бидам искрен. Потешка е, но сега што правиме сега? Каде понатаму? Уставни измени очигледно нема. Уставни измени нема и тие ќе си ги повторуваат заклучоците, уставни измени треба да има. Новата власт, каква и да е, кога ќе се формира, ќе се наблюдува многу остро и ригорозно. Од страна на Брисел зборува. Од страна на Брисел. Еве ги погледнете го на примерот на Црна Гора, тие стојат 3 години, формираат влади и секоја нова влада ја гледаат со предострожност. Значи, додека проценат до каде и како е, ќе треба време и секоја нова влада ќе биде на потешка мака од старата влада, која и да е. Особено ако има промена на власт, што е многу веројатно според сегашните ситуации. И тогаш е многу битно да не се повтори истата грешка. Да се влезе во еден процес на прифаќање, односно на продавање пред јавноста на прагматични политички решенија кои што долгорочно земјава
нема да ја излечат од ситуацијата во која што е. Можеби ќе има привид на излекување. Зборуваме се за уставни измени. Да нема уставни измени од страна на владата на ВМРО ДПМН, ако се направи. Она што кај уставните измени веќе е на маса, е опцијата уставните измени да важат од членството. Да, денот на прием. Во ЕУ. И тоа беше предлог на нашиот институт, на Институтот за демократија, потоа го поддржаа и други, но не слушаа. Веројатно мислеа дека не можат да го постигнат тоа, веројатно и не можеа да го постигнат тоа. Но вреден е обидот. Не, опозицијата го прифати, ова влада не го прифати. Владата не го прифати. Да. Владата не го прифати, веројатно сметаше дека не може. Не беше комуницирано според вашите сознанија оваа варијанта со француското председателство? Не верувам дека не била комуницирана. Не знам, меѓутоа не верувам дека не била комуницирана. Логично е да биде комуницирана. Логично е да биде. Едноставно мислам дека беа премногу нестрпливи да дојдат до решение и дека проценија дека немаат други можности. И таа порака се добива и од државите членки на ЕУ. Тоа е најдобриот дел што некогаш ќе го добиете. И тоа е сега тежината и задачата пред секоја нова влада. Како ќе убеди и колку време ќе треба и по која цена да убеди дека е можно друго решение. А за тоа треба да се има чист образ. Не може да се продолжи со ваквото градење на политиките како што веќе со години го гледаме. Значи имавме критика на претходната власт, па се случи 2016-17, па сега имаме критика на оваа власт за следење на сличен начин на водење на политика. Значи, ако тоа се случи, тогаш мислам дека ние треба да тогаш нема да биде можно никакво боксување, да кажеме, на нов Може да се симплифицирам, ако ми дозволите? Да. Ако оваа влада, еве дај Боже и оваа влада, и идната влада, имаат одредени сериозни успеси на краток, на среден рок, со среден рок, 2-3 години, во делот на корупција, во делот на злоупотреба на администрацијата за партиски цели, да речеме тие во 23 или 24 поглавието, да речеме, главните работи што е главно бреме, дали тогаш ќе биде полесна позицијата на Македонија да избоксува некаква отстапка? Да, мислам дека ќе биде полесна затоа што кај нас тешко се прогледува низ прсти. Напротив, кај нас се гледа сега со баш изострени леки. И затоа мислам дека многу ќе биде важно не само за да покажеме ние чист образ пред Брисел, тук внатре да си ја смениме ситуацијата. Дефинитивно. Внатре да ја смениме ситуацијата и внатре да ја смениме малку од малку довербата и климата кај граѓаните, која што за жал е многу, да не употребам некој силен збор, резигнирачка. Мислам, странски збор употребувам. Благо кажано, да, едно разочарување. Воопшто, значи, порано имаше доверба во европските институции, помалку доверба во собствените, сега нема доверба ни во едните, се помалку доверба и во едните и во другите, и граѓаните едноставно не знаат каде да се свртат. И пак, за жал, многу доминира мислењето дека само тие можат да не средат и еве сега кога ќе почнат преговорите ќе не средат. И како ќе не средат? Еве го скринингот, за скринингот лани се зборува, сега ќе почне скринингот, а сега ќе не средат. Луѓе, скринингот е само оценка, скрининг, Ќе се вратиме на ова прашање, но морам да ве прашам, бидејќи ова се привлекувам кај многумина со кои што јас разговарам, зборувам за условно кажано обичниот народ. Не едни им попуштаат, на други не им попуштаат, еве. Од икс причини. Прашањето е, бидејќи ние сакаме често пати да се гледаме како жртви на светски заговори и така натаму, зошто е пристапот кон нас ваков? Вие велите се засилува секоја година, се повеќе и повеќе, секоја нова и нова влада ќе има се поостри критериуми. Зошто ни го прават тоа кога објективно ние сме многу мало парче? Нам тоа. Па мало сме. Мислам,
Но го мене го Интересите прашува ја тоа. водат политиката. Јасно, меѓутоа ние не представуваме никаква закана. Во смисол, нити сме Украина која што ќе ја загрози, не знам, земјоделската политика на ЕУ, нити ќе повлечеме тешки милиарди од европските фондови, ниту ќе предизвикаме, не знам, влез на наши 10-20 милиони луѓе кои што ќе одат по Европа. Ние сме ништо, кога ќе влеземе во ЕУ, сега да ни поклонат влез во ЕУ, што нема да се случи, да ни го подарат, во принцип ќе ни дадат некаква пара колку толку, ако зборуваме за онаа штета што би им се направила на нив, и тоа е се. Да, меѓутоа, она што треба да го гледаме е кои се нивните интереси меѓу државите членки, прво солидарноста меѓу државите членки и нивните, нате го дај ми го во тој процес. Еве го сега примерот на Унгарија. Ја одблокира, излезе надвор Орбан, за да овозможи да се донесе политичката одлука за Украина. Но јасно е дека Орбан е Огромен. притиснат да го направи тоа. Ако сме И реални. 3 дена пред тоа ослободени му се 10 милиарди од А на Бугарија европските нема кој фондови. да ја ослободи пари, еве сега симплифицираме, за нивниот премиер Денков да излезе во еден момент да напушти сообраќај. Интересите едноставно не им се еднакви. Интересите им се поголеми. Значи имате геополитиката од една страна, ги имате интересите. Ние сме мала држава. И во тоа, да, ги разбирам понекогаш нашите официјални представници кои ќе речат не можеме повеќе. Меѓутоа, извинете, ама има цели студии за тоа која е улогата на малите држави и како тие можат да ја искористат таа улога. Значи, прво, се одредени ситуации, тоа е исто оваа геополитичка ситуација со Украина, во која што е битно како ќе се однесуваме и ние. Побитно беше Бугарија како ќе да излегуме на Црно море, да. на Црното море. Меѓутоа, ние сме членка на НАТО. Во НАТО ти имаш некаков диалог со партнерите, имаш и глас. И воопшто, во целава оваа работа може би не беше доволно искомуницирано, што се направи како членка на НАТО за да можеме ние сепак да добиеме една порамноправна положба во целава оваа ситуација. Практично кога ситуацијата, значи, нам Бугарија не ги постави условите пред кризата во Украина. Кога дојде кризата во Украина, тука се продолжи со истата песна, иако беа Променети околностите, да. условите променети. Бугарија доби геостратешка посилна позиција заради Украина, Црното море, доби посилна ситуација. Но од логиката, вели дипломатската логика, па историската, дека вие во такви ситуации не решавате вакво горливо прашање, чекате година-две, како што чекаме 25, така, не решавате тогаш кога вашиот ривал, противник, да не го речам, Бугарија не е противник, вашиот кочничар е во најдобра можна позиција во историјата, според мене. Зарем ово владата не го знаеше, зарем... Јас апсолутно не можам тоа да го кажам, пошто немам такви Не, збориме логично. И Османи и Маричич се луѓе кои што ги знаат работите. Се умни луѓе се, сепак се информирани луѓе се. Не можам да правам такви предпоставки. Единствено што ги кажам е, мислам дека навистина тоа брзање со францускиот предлог, јас лично сметам дека беше грешка. Дека требаше да се, барем да се исчека. А настрана и да се направи некаков диалог во општеството. Не, еве, ајде, нека не биде со нашиви институти и така натаму. Нека биде и со овие странци кои што исто така рекоа грешка правите. Основен диалог со опозицијата и да не заборавиме. Значи има една голема поделба, тоа го покажува и денешната анкета. Голема поделба меѓу етничките заедници. Македонците против, албанците за. И тоа си тлее и си тлее. Ние не го дискутираме, живееме и дискутираме во два паралелни света, а таму се крие огромен ризик. Таму сепак се крие огромен ризик. Ние не можеме да го запоставиме тоа прашање дека имаме значајна албанска заедница која има различни ставови, тоа имаме едно мнозинство кое што е против таквите политики. 74% од сите граѓани се против уставните промени или само кај македонците, тоа не успеа да... Од сите 24% се за. Значи 76 се против. Да. Не, и кај албанците беше 70 и нешто за, ама 20 и нешто... Но сега, ако сме реални, господја Ристевска, албанците не може да не знаат, со целата почит кон
нивното очекување дека ова мора да се забрза, не може да не знаат дека проблемите што ги наметнува Бугарија директно ги се насочуваат кон македонците како етничка заедница. Тоа е тоа, ја ги погаѓа македонците како заедница. Албанците знам дека имаат како да кажам, можност за поголема флексибилност затоа што велат па нас не ни игра толку улога. Меѓутоа нашите соседи, вашите соседи, ние заедно се наоѓаме во ситуација која што е многу тешко прифатлива. Ова е веќе една посебна тема. Знам дека меѓутоа бидејќи ја спомнавте како многу е битна и нарочно ја спомнав. Многу е битна бидејќи е многу битно како се градат националните приоритети и националните интереси и како се бранат. Значи ние мора да имаме некои фундаменти на кои се тие национални интереси и кои ќе ги Па ние го ставивме како национален интерес влегувањето во Европската унија, што сметам дека е добро, тоа го има декларирано, зошто би било погрешно? Значи, тоа е пред првата декларација 95-та. И после декларацијата 95-та, ама пушта на почетокот и во... Тоа го имаат сите држави од Западниот Балкан декларирано како стратешка цел. Меѓутоа, луѓе минати се 30 години. Ние, за жал, ако ставиме една рецка, ќе видиме дека и да имало, кога имаше напредок. Меѓутоа, последниве години ние сме во стагнација, ама реално и во назадување, дека таа агенда или она што се представува како европска агенда, тоа е клучниот проблем. Значи, она што сега претендира да биде европска агенда, а не европска агенда на стандарди и вредности, во регионот нема позитивно влијание врз животот на граѓаните. Нема позитивно влијание на владењето на правото, или да го преведеме, на еднаквост, правда, така натаму. Нема влијание големо на, или попозитивно на економијата. И тоа е реалниот проблем кој што ние не сакаме да го кажеме. Може голем е ризикот од меѓуетнички тензии кои што не испливува на површина нити во јавниот дискурс, но само ако ги погледнете резултатите од анкетата, многу е јасно дека тоа постои. Да. Ме интересира, Лани, кога бевте кај нас во емисијата, вие сте 25 години и повеќе, може би, работите на Европската агенда и бевте жесток противник на францускиот предлог, да го наречеме, или бугарски, ако сакате. Одеднаш станавте од европејка, станавте според вокабуларот, наративот на власта, руски платеник, сега се шегувам, се разбира. не само вие, сите што се критичари на власта заради францускиот предлог стана, ние сме сега неевропски. Јас тоа воопшто не сакам да го споменувам. Прво затоа што воопшто не сакам улога на жртва, а второ затоа што тоа обвинување на власта беше смешно. И на власта и на незините поданици. Ама се уште трае. И сега наративот и изборите е тоа, се делат две Македонии. Едната европска, едната неевропска. И тоа е проблемот, значи не е проблемот што, не е проблемот што мене ме дели. Народот се дели, граѓаните се делат и се етикетираат. Ние немаме право овде на дебата каква што имаат право во европските држави. Па чекај, ако сакаш европски стандарди, дај ми го барем основното право уште од Француска револуција, да имам различно мислење. Излези на дебата. Уште од Волтер. Дај ми го тоа право. Ама ви велам, не мислам дека со жалење и со играње на улога на жртва ние ќе постигнеме нешто. Напротив, треба да бидеме силни, да се засапуваме за нашите ставови и да ги мотивираме на граѓаните, да се борат, да се залагаат за она во што веруваат. Секој во својата област. Секој во својата област. Ви благодарам за оваа порака. Секој во оваа област, во својата област. Секој онаму каде што живее, каде што твори. Може ли да направиме паралела со соседна Албанија? Рековте и самата дека тие се најдени сега во ситуација Грција да ги блокира на еден или друг начин, меѓутоа се чини дека албанскиот премиер Еди Рама не го застапува начинот на кој што функционира нашата влада. Тој се конфронтира. Влегува во дебата, зборува прилично гласно, бара да се почитуваат стандардите на Европската унија многу шегува на своја сметка, на евросметка. Меѓутоа имам чувство дека во најмала рака покажува заби, покажува дека
Не е неговата држава туку така за фрлање. Секој има свој стил во политиката, Еди Рама има еден специфичен стил кој што очигледно си добива поени прво во неговата земја, бидејќи веќе долго време на власт во Европската унија не им се бендисува секогаш, ама со него се дискутираат, со него го поддржуваат, односно поддржуваат Албанија. Сега не би сакала да влезам ни во такви оцени, меѓутоа мислам дека него повеќе го критикуваат сигурно дома отколку што го критикуваме ние. Она што особено нашите граѓани сакаат да го видат е известна доза на сигурност од своите лидери. Тоа не го гледаат. Доза на дека нивните лидери им влеваат сигурност во сегашноста, во иднината. И тоа нам во Македонија не фали и заради тоа гледаме некогаш настрана. Ако се сетите и на оние анкети за популярноста на Ердоган, Путин и така натаму, вие реално во Македонија немате проруска изразена политичка ориентација. Меѓутоа, она што го имате барањето за некакво лидерство. Практично. За жал, тоа некогаш се изразува и во восхитување, особено по социјални мрежи, на некои системи и лидери кои што не се баш демократски ориентирани. И тоа е друга крајност. Тоа е веќе друга крајност, но мислам дека она што го бараат е всушност да видат во своите лидери во државата известна сигурност, известна верба во иднината, не делба. Значи, она што ние сите го очекуваме не е власта да не дели. Ние очекуваме власта да не сплоти. А тоа ќе биде очекување и од секоја идна власт. Значи, кога ќе имаме ситуација идната власт да се најде, ние не ја сакаме идната приказна. Не ја сакаме ова приказна сега, сакаме нова приказна. Сакаме нова приказна. Кој што ќе обединува, се разбира, и онака сме мали и немотни. Ќе има демократски диалог, меѓутоа во основа ќе обединува. Затоа што вие во диалогот треба да ги поставите проблемите на маса и да поставите приоритети, ама да ги поставите заедно. Да ги поставите тие приоритети како основни приоритети кои што граѓаните ги бараат од вас. Не она сакаме во ЕУ, зошто? Зошто ЕУ ќе ни даде подобар животен стандард, зошто ЕУ ќе ни ја реши корупцијата, нема да ни ја реши ЕУ корупцијата. ЕУ ги нема прво тие, сега ги гради тие инструменти за борба против корупцијата. Меѓутоа на национално ниво таа ќе ве притиска, ама само вие можете да се изборите со корупцијата. Холандскиот амбасадор е најбрутален од сите во тој однос. Јавно. Се разбира. Има и други побрутални, ама јавно. Зборувам јавно. Дали сметате вие како експерт за цела оваа работа дека ние, бидејќи проблемот со Бугарија засега се чини дека е нерешлив во овој момент, ваков како што е поставен, а се чини дека нема излез од него. Амбасадорот тврдеше дека е решен, веќе не може да има подобро решение. Да. Меѓутоа, дали мислите дека кога една власт би се насочила токму на тоа, на она што рековте дека последниве 15 на години, ако сме реални, тргнато на страна, реформи, суштински реформи во правосудство, суштински реформи во Да, ама тоа треба и да се продаде кај партнерите. Да се направат, ама тоа треба да се продаде кај партнерите. Ако се натичи во тој правец. Значи, амбасадорот е представник на својата држава. Амбасадорот може да има различен стил, сега ќе речете холандскиот, американскиот и така натаму. Меѓутоа тој таа имаат некои линии кои што не можат да ги поминат. Тие им се дадени од нивната држава. Од повисоката инстанца, добро. Да, повисоката инстанца. Значи, вие кога градите некоја нова политика или нов пристап, ќе работите со амбасадорите, ама пред се ќе работите со државите членки. Вие имате и своји амбасади таму, вие имате директни контакти со официјалните представници. Не сум сигурен дали се разбравме. Ако ние тргнеме во
во вистински реформски процес, не само на име, туку вистински реформски процес во кој што ќе се покаже дека правосудството во Македонија навистина почва да функционира според стандарди и рамки некакви, во сите други администрација и се што грешиме до сега, ако тргнеме со вистински реформи, без при тоа да го решиме бугарското прашање. Ке имаме пак притисок да го решиме бугарското прашање. Ке имаме притисок, но дали ќе ослаби, дали Европа ќе застане тогаш во една полабава... Може да застане, но само ако имате стратегија која што на повеќе нивоа ќе го решава проблемот. Еден е да имате приказна за реформите. Или да имате реални реформи затоа што ви требаат заради собственост. Заради себе, апсолутно, заради себе да. ви требаат реформите. Другата е тоа да го искомуницирате. Третата е да остварите диалог со сите партнери кои што ги имате во сите форуми каде што сте член. Четвртата е ајде и политичкото ниво на ниво на Европа. Значи, нашите партии сите имаат релации со нивните сестрински партии и така натаму. И тука е една од прашањата кое што ќе се постави да кажеме во иднина. Но тешко ли би одало тоа? Бидејќи тоа тешко ќе оди кој вика дека ќе биде лесно. Апсолутно. Меѓутоа, јас зборам реформскиот процес едно, вие велите дека е потребно тој да се продаде, условно кажано. Па треба да се искомуницира. За тоа е потребна моќна дипломатија. Значи и тука не треба реформа, бидејќи нашата дипломатија сега е на стаклени нозе. Знаете што? Значи јас пак ќе кажам, јас многу тешко, не само што избегнувам. Не сакам, одбивам да ги критикувам своите поранешни колеги од администрацијата, иако сум, веќе пензионери, излезена од администрацијата во 2011 година. Јас знам дека има многу професионалци таму и знам исто така дека ситуацијата може да се смени. Значи, ние зборуваме како на неменлива ситуација. За жал, она што се случуваше, ние имавме ретроградни процеси, партизација, па до партизација. Па препартизација, па ваму, па таму. Ние имаме влијание на политиката и во многу други системи во Европа, да не се залажуваме. Значи, имаме. Меѓутоа, разликата е што тоа не влијае во работата на администрацијата. Значи, ти можеш и да си гласаш, и да си бидеш член на овој, на оној, да го сакаш, ама кога работиш во администрацијата, работиш онака како што се националните интереси на државата и како што се поставени стратешките приоритети. И тоа се, да кажам, клучните разлики. Тука е потребна една голема промена, но е остварлива. А мене ми е познато дека е остварлива затоа што бев сведок на таква промена и учесник во таква промена кога беше кандидатурата. Може би тогаш и премногу ја да кажам, ја славевме како еден чекор, но тогаш реално тоа беше едно достигнување компаративно за сите. Какво ниво ни е потребно? Тоа сака да ја прашам. Какво ниво потребно да достигнеме реформско во областите? Ако смеам така да го прашам, за Западот, условно кажано, моглите држави во Европската Унија да речат, чекајте малку, овие се веќе навистина сериозни, па ајде да поразговараме и со соседна Бугарија во овој случај дека сепак може. Не можете тоа да го пропишете со една реченица. Во секоја област, почнувајќи од овие што се сега на преден план од владење на правото, до сите поглавја си има стандарди. Надвор од овие што не ги поставува условите. Тие се надвор. Значи во секоја си има стандарди. И до сега не имавме толку години во овој процес да изградиме луѓе кои што навистина ги знаат стандардите. И искрено да кажам, на некои од состаноците кои што јас ги следев во скринингот, се покажа дека ние имаме професионалци кои што навистина ги знаат и ги познаваат стандардите. Меѓутоа, како понатаму ќе се применат? Веќе во голема мера е улогата на политиката како го поставува процесот на одлучување. За жал, еден од клучните проблеми наши се токму проблемите во процесот на донесување политички одлуки. И тука не само ние извештаите на Европска комисија кажуваат дека ние навистина имаме проблем во процесот на донесување одлуки. Тоа е и она ситуација со брзите постапки за законите, меѓутоа и претходно. Тие не се заснуваат на една
аналитика, тие не се заснуваат на она што се вели evidence-based policy making и така натаму. И тука, за жал, ние немаме напредок со години. Стагнираме тука како што стагнираме и долго време во други делови на процесот. И мислам дека една од, да кажеме, можеби не е тоа техничка задача, тоа е многу политичка задача. Е всушност значително да го поправи процесот на донесување на одлуки. Ако ние пак имаме ситуација 80 закони преку ноќ итни, тоа нема да ни донесе ништо добро, нити во реформите, нити за граѓаните, нити ќе ни го обели образот пред ДЕУ. Значи, нам не ни се потребни многу повеќе закони. Потребни ни се неколку кои што ќе бидат означени како битни, за кои што сами ќе се сложиме дека се битни, а нема да бидат наметнати од некој си експерт, сум била и во таа улога, од некој си експерт од странство кој што тоа го предложил. Прашањето е кој е нашиот капацитет ние сами да ги креираме реформите. Зашто тие во Брисел не ги измислуваат, тие разговараат со нас, не прашаат за предлози. Ова е нешто што се случува, што не се случува секогаш, не го гледате. Значи, јас пак инсистирам дека тој процес на диалог и за овие прашања како што е прашањето на бугарските услови за влез, условите воопшто за пристапување, и прашањето на водење на политиките, всушност бараат еден сериозен, аргументиран диалог, а не пиар, не популизам. Диалог меѓу Скопје и Брисел, но и диалог внатре. Прво внатре. Прво внатре, за тоа сакам. Диалог прво внатре. Значи, нам не ни треба сега кој знае каков број на закони да кој во моментов не постои, ако сме искрени. Нема диалог. Имаше Тоа е проблем. Имаше една значи, интервју Бујар Османи за Канал 5 и се жалеше тој дека опозицијата не гласа уставните измени и колегата Гоце Михайловски многу иронично му рече, тоа требаше да мислите лани кога сами го донесовте тој заклучок во собранието. Да. Тука зборувам за опозицијата, надвор од процесот беше, медиумите не само што надвор се разбира, ние не треба да бидеме внатре, но бевме проскрибирани како руски платеници и невладиниот сектор. И невладиниот сектор. Никој не беше, отидоа, сами изгрешија. Но ве викна, потоа ве викна, ми се чини дека вие мислам дека во емисијата тогаш не кажавте кога бите последниот пат. Да, имаше. Така. Имаше состаноци со но слушаат ли што им кажувате? Јас се надевам дека ова што го зборувате вечерва го слушаат луѓето од врвот на ВМРО ДПМН и за уставните измени, и за диалогот, и за да не биде тоа пиар, да не биде пропаганда, да биде навистина стабилно. Но како да се наметне невладиниот сектор, што според мене вака прилично руиниран, дали тоа што... Да, има и подоби внатре. Што е логично и да има различни мислења. Меѓутоа, за ова прашање, конкретно, пак постои согласност на клучните стручни. Како да се наметне? Како watchdog зборам, како watchdog, значи, вие сте тие што независни и вие кажувате, луѓе, ова вака треба да биде, ова се европските искуства. Значи, ние се обидувавме, особено тогаш, кога се кроеше тој француски предлог, да се наметнеме со предлози, и тоа не успеа. За жал, може би треба да се биде и поупрен, но може би треба да сме и повеќе, да кажам, мрежени и повеќе организации да настапат заеднички за клучни прашања. Иако ние веќе во доста мрежи, еве како например Blueprint групата и така натаму, излеговме со многу јасни ставови во однос на кривичниот закон и така натаму, не успеавме да го спречиме. Може би треба многу повеќе од што сите се плашат, ми се чини, и соработка, односно диалог со партиите. И партиите од една страна стојат настрана, не се поприлично зачаурани во своите освен ако не е директна меѓупартиска војна, другото не ги интересира, да? Другото и може би треба повеќе, тоа не е табу тема во Европска Унија. Сосема легитимен начин и за think tankoви и за невладени организации да им пристапат и да се застапуваат за своите. Тие се еден од клучните засегнати субјекти, клучните таргети,
и да им пристапат поофанзивно и нифа не само кога се на власт. Може би, велам, и повеќе пак обединетост на околу главните точки на застапување. Добро, вие кога зборувате за обединетост, мене нешто друго ми паѓа на памет. Значи, секоја власт, а и ова тоа го докажа, може да фингира дебата, бидејќи спомнавте дека дебатата е можеби примерна во оваа работа, да фингира дебата со, јас тие ги нарекувам владини, невладини, со владини новинари. Значи, ние го имавме тоа. Секоја влада може да обезбеди 5 новинари, 5 владини, невладини, 5 експерти кои што однапред сите знаеме што ќе кажат и кои што ќе речат да, еве дебатираме на маса, на округол стол и кажуваме дека владата е во право и реформите што ги прави се вистински и овој чекор е правилен и дека треба да идеме во тој правец и потоа премиерот вели па ние разговаравме, што сакате повеќе од тоа? Имавте време 20 дена, 2 месеци да разговарате. Јас се надевам дека нема да оди понатаму во таа насока, иако јас можеби погрешно сметам дека конкретно за ова прашање околу процесот на пристапување владата не успеа да фингира дебатата, дека прилично доследно невладините организации, барем оние релевантните и експертите независни остана на своите ставови, без оглед на тоа што беа етикетирани претходно токму како нивни приврзаници. Значи имаме еден дел од либералната јавност која што за жал при поларизација на политичките опции може да остане поинертна, позагушена, а со тоа и доста приврзаници на такви идеи да останат пасивни. И тоа е исто така еден од ризиците на оваа ситуација, бидејќи многу минаеве шарена револуција и така натаму, кои што беа обземени со шарената револуција, беа нејзини застапници, сериозно се разочара. И мислам дека таму не успеа владата да фингира некоја дебата во која што нив ќе ги врати. Тоа едноставно не се успеа. Многу се надевам дека тоа нема да се случи по изборите. Бидејќи тоа дефинитивно би било грешка. Најголемата грешка што може да се направи ќе биде да се повторат грешките. Да. Морам да признам дека однесувањето и на ЕПИ и сето што вие сте го формирале, што го формиравте и други невладини организации, даде една дополнителна вредност, еден преседан. За прв пат ваква, речем, организирана група на релевантни организации и експерти се крена против владата со своји ставови. Досега јас не сеќам дека такво нешто се случило во ваков обем и тоа е еден квалитет кој што понатаму мислам дека дава примери дека нема да запре без разлика кој ќе направи идна влада. Тоа е нешто што навистина мора да се спочитува и за луѓето кои што не ги следат процесите. Се надевам и тогаш кога и новата влада ќе биде критикувана. Да, затоа велам, значи поставивте стандард сега кој што во иднина нема да може да го урне ни една влада, ни ВМРО да помене ни една влада. Се надевам дека е тоа така, Горан, сакам да верувам дека е тоа така. Видите, и за нас како медиуми е ова важно. И за нас е важно да Па граѓански сектор не се само невладините организации. Граѓански сектор се и медиумите, граѓански сектор е се што не е владино, се и приватните субјекти и така натаму. Ние многу често како граѓански сектор само ги означуваме граѓанските организации. Не, се што не е владино и тука, да, тука е нашиот глас многу значаен. Да, може се надеваме дека овие темели што ги поставивте сега, после 30 години темели да се постават малку делува вака чудно, ама што ги поставивте ланската година, јас се надевам дека ќе бидат тврсти. Јас само се надевам, се извинувам што јас се прекинувам, дека велам ќе ги запреме ретроградните процеси. Значи, да не велиме дека сме без темели. Ние не сме без темели. Дефинитивно не сме без темели. Прашање е како ние ги надградуваме тие темели. Проблемот е во тоа што ние стоиме или не ги, што велат она, одржливо или постојан напредок, тоа е флускулата или фразата што се употребува во европските институции,
ние не покажавме одржливост на тие реформи. Инаку, земете го пример, судството бевме кај напред од сите. Кај напред од сите. Но се дозволија ретроградни процеси. Тоа мора прво да застане. Тоа мора прво да застане и потоа да се гради натаму, без некакви привиди на промени, туку реални промени кои што се многу потешки да ги направат, отколку да донесете закон во собрание, но мислам дека може да се направат и може да се направат доколку се покаже една демократска ширина прво околу приоритетите да се обедините и со оние што за многу работи мислат различно, значи не можеме сите да мислиме исто, но за приоритетите треба да се усогласиме, а тоа не би требало да биде тешко. И понатаму да возможите еден пристап во кој што прво со личен пример ќе покажете дека вие сте за такви промени, што е многу битно за да се сврти расположението, и ќе овозможите институциите да си ја вршат својата работа. Политиката до таму до кај што треба да биде политиката. А и на политиката за оние политички места и се потребни способни луѓе. Значи, и кај политичките, ние не можеме да спориме дека некои места се политички. И кај политичките именувања, битно е да бидат луѓе кои што одговараат за таа позиција. И тука се, да речам, главните координати. Се согласуваме дека ситуацијата не е розова, дека е тешка, но се согласуваме така дека имаме и луѓе, имаме и експерти, имаме и, ако сакате, и некаков вид на континуитет во евроинтеграциите, и искуство, и дека може да се решат проблемите во сите клучни сектори кои што ќе престојат, и дека имаме една нова сила, повторно ќе речам, кај невладиниот сектор, невладините организации, граѓанските организации, нели, кои што утре, ако се случи ВМРО дојде на власт да реши да го промени уставот за бугарите, вие повторно да речете: не, чекајте, ние сме принципиелни и ова не треба да го направите. Јас не верувам во широкоградост и добри на кај политичките партии, верувам само во негативни или позитивни влијанија во однос на гласачите. Тука е вашата улога, дека ќе кажете: ако ова го направите, тогаш вие не стоите на зборот. Со тоа што треба да видиме какви услови све ќе се постават околу, нели, Бугарија, ќе почнат преговори, и што ќе се случува повторно не знаеме. Само ако на крајот сакам да резимираме, но во секој случај можеме да бидеме оптимисти дека работите може да се сменат на добро. Тоа е вака, јас би сакал да верувам во тоа, но и реално. Не треба да бидеме реалисти. Ситуацијата не е добра, но може да се смени. И во тоа може да се смени, сите имаме некаква улога. Да се завршиме улога. Јас имам, морам да признам, малку построг став кон невладините организации од Горан, но ете, сметам дека си дозволија непотребно во овие години често пати да бидат можеби маша за подкусурување и да ги бие глас дека парите им се најважни. Ама не може да се генерализира. Но не може да се генерализира. Апсолутно се разбира. Сакав да поставам некои прашања повторно политички поврзани со премиерот Ковачевски и со министерот за надворешни работи Османи, меѓутоа се сведува на тоа што вие веќе го одговоривте, така што нема потреба да продолжуваме. Ви благодариме за гостувањето вечер. Ви благодарам и вам за поканата. Да. И поштовани гледачи, само да кажам, за утре подготвуваме еден гостин кој што ќе биде многу интересен, ќе разговараме пред се за она што се случува во соседна Србија. Нема да ви го откриваме гостинот, но верувам дека е многу интересен. Ситуацијата во Србија се комплицира. Имено Александар Вучич прогласи победа на неговата Српска напредна странка или партија, како сакате. Денеска двајца лидери на опозицијата започнаа штрајк со глад, затоа што не ги признаваат изборите пред се во Белград. И една информација која што сега ја добив, германското Министерство за надворешни работи, ќе го преведам веднаш од англиски, вели дека во Србија се гласаше, но ОПСЕ ОДИХР даде репорти за злоупотреба на јавните ресурси, за вознемирување на гласачите, за купување на гласови, и ова е неприфатливо, вели, во држава која што е кандидат за Европска унија, односно има таков статус. Значи,
ова е добра порака и за нас за изборите што следат, меѓутоа во секој случај утре ќе разговараме на таа тема бидејќи сметаме дека во Србија допрва ќе се разговаруваат страстите поврзани со овие избори. Тоа е се за вечерва, утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас и Горан утре ви се јавуваме со новиот гост и ни разговараме за изборите во Србија. До тогаш пријатно.